Финансиската писменост не е само за пари, таа всушност дава контрола над сопствената иднина. Ќе поминеме низ три главни меѓусебно поврзани области: лични, јавни финансии и борба со корупција. Да почнеме со првиот столб – личните финансии. Се започнува токму од тука. Еден клучен концепт е временската вредност на парите. И еве зошто е толку важна. Просто кажано, денарот денес вреди повеќе, затоа што може да работи за нас. Замислете еднодневно кафе. Изгледа како мал трошок, нели? Само 120 денари. Ама таа навика се собира. За еден месец тоа се веќе 3600 денари. А за цела година вртоглави 43.200 денари. Ете, тоа е моќта на малите одлуки. Паметното задолжување е клучно. Долгот за нов телефон, на пример, често крие дополнителни трошоци. Поентата е ова: на кредит често се плаќа многу повеќе од вистинската цена на производот. Добро, ајде да преминеме на вториот столб и да видиме поголемата слика. Секој пат кога се плаќа ДДВ, тие пари одат директно во државниот буџет. А тој буџет ги финансира сите јавни добра што ги користиме: училишта, патишта, паркови. Јавните пари главно се делат на тековни трошоци, капитални инвестиции и социјални трансфери. И тука доаѓаме до третиот столб – разбирање и борба против корупцијата. Ризици постојат во секој чекор од циклусот, но особено кај јавните набавки. Последиците се сериозни: изгубени јавни пари, полоши услуги и губење на довербата. Па, зошто е ова важно? Затоа што разбирањето на системот не прави дел од решението. Финансиската писменост не е само лична вештина, таа е всушност алатка за транспарентност. А ова совршено ја покажува улогата на информираните млади како мокни двигатели на промени. Знаењето е моќ. Останува прашањето: како тоа ќе се искористи?